Скопскиот хаб на Global Shapers ја организира првата конференција на неуспесите на успешните, наречена I Fail. На неа, успешните личности од Македонија ќе споделат дел од нивните грешки во работата и моментите на криза со кои се соочиле. Ова тема нас толку многу не заинтересира и затоа ги поканивме луѓето кои што го овозможуваат сето ова. Добро утро велам за Ана Пискачева, заменик куратор на Скопскиот хаб на Global Shapers. Исто така добро утро и за Стефан Ивановски, член на Скопскиот хаб Global Shapers. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Како сте утрово? Одлично. Разбудени и насмејани, тоа ме радува во секој случај. Не чека голем настан, спремни сме. Така, истиот тој настан е закажан за 10 декември. Како е замислен истиот? Настанот ќе биде една неформална опуштена атмосфера, каде што 4 успешни личности од македонската бизнис сфера ќе имаат можност да говорат за своите неуспеси, грешките кои ги направиле во животот и потоа публиката која ќе биде присутна на настанот ќе има можност да поразговара со нив на таа тема. Значи целта ни е да го скршиме она табу каде што сите зборуваат само за работите за кои сме добри, за работите за кои сме успешни, и малку да зборуваме за она што се случува позади сцената, што е дел од животот на секој успешен човек, предизвиците, грешките, сите работи кои тргнале наопаку во тој процес. Так, ајде да кажеме кои се оние кои што ќе говорат на конференцијата. Епа ние имаме идеја да ги поканиме некои од најистакнатите личности на првиот настан. Коста Петров ќе говори, потоа ќе говори Милјана Марковска од адвокатската канцеларија Марковски Андревски, потоа ќе говори Благица Петрески од Finance Think и на крај ќе говори Хајан Салмани од информатичко-технолошката компанија Hasselt. Морам да ве прашам како ја прифатија тие целата оваа покана кога им кажавте дојдете ќе говориме за успесите, меѓутоа преку неуспехот, дека и вие сте грешеле попа, така? Со широко отворени раце. Интересно е што јавноста беше многу респонзивна, медиумите многу се заинтересираа, луѓето и говорниците, што покажува многу и за нив како личности што можат толку удобно да говорат и за работите во кои не биле толку успешни во животот и се спремни да го споделат тоа со младите, затоа што младите навистина мораат да бидат охрабрени и мораат да знаат дека неуспехот не е нешто од што треба да се плашат и треба да се срамат. Тоа е нормален дел од процесот на успехот и нешто за што секој од нас треба да биде спремен да го прифати. И преку сето тоа може да се види големината на истите тие луѓе. Интересно е тоа што сето ова почнува во Мексико Сити 2012 година, кога некој многу паметен се сетил дека доста е време за фалбите, колку сме успешни и колку се најдобро правиме, не луѓе ние успешните попати грешиме. Токму така. Да, па идејата за да го организираме овој настан во Скопје беше инспирирана токму од Мексико. Јас таму работев минатото лето, бев на пракса и се запознав со идејата на I Fail, има друго име, сега не е поводно името за телевизија. Го знаем името, нема да го кажеме. На интернет може да го прочитате. Да, може да го прочитате на интернет и таму имав можност да присуствам на еден таков настан и многу ми се допадна и воочи дека и во Македонија ваков настан би бил од голема корист за младите претприемачи кои сакаат да отворат своји бизниси. Так, ајде да не запознаете малку повеќе со Global Shapers. Што представува Global Shapers? Global Shapers е една мрежа на 454 моментално хабови во 454 различни градови во светот. А тоа е мрежа на Светскиот економски форум, каде што Светскиот економски форум увиде дека над 50% од популацијата во светот се млади до возраст од 27 години. И тие сметаат дека младите имаат ентузијазам, имаат енергија, имаат знаење да направат промена на овој свет. Затоа е основана оваа мрежа, каде што членуваат млади, успешни луѓе до 30 години и кои работат локално во своите заедници на адресирање на локалните проблеми, но во исто време, вмрежувајќи се на оваа глобална мрежа која е навистина огромна, над 5500 шепери, каде што сите заеднички работиме да го направиме светот на подобро место. И сега шеперите се млади, високо мотивирани луѓе, кој се може да биде дел од шеперите? Кој може да се пријави? Можам јас да дојдам? Исполнувам критериум? Младите шепери најпрво треба да бидат на возраст од 20 до 30 години. Не го исполнувам условот до старт, добро. Значи, наскоро ќе биде објавен повикот на самиот настан, официјално го отвараме повикот за нови шепери на нашата веб страница www.skopjeshapers.org. Ќе може да пристапат на апликацијата. Значи, критериумите се да се до 30 години, помеѓу 20 и 30 години, да се млади професионалци кои на некој начин придонеле во својата заедница, кои се успешни во полето во кое делуваат. Значи, може да се предприемачи, може да се правници, академици, уметници. Тоа не е важно, профилите на шеперите се најразлични. Тоа што е важно е да бидат спремни волонтерски да вложат дел од своето време и вештини за да направат промена и да придонесат во својата заедница. Ивановски, како ти ќе го објасниш искуството со Global Shapers? Па, за мене ова искуство е доста позитивно, затоа што јас бев на студии во Америка и кога се вратив се најдов со еден мотивиран тим на
на соработници, на шејпери тука во Скопје и сите заедно изнајдоме сили да го организираме овој настан. И многу убаво кога има други луѓе кои што знаат на кого да се јават, каде да го промовираат овој настан и како да го организира, затоа што јас некои од контактите ги немав, така да секој со своите вештини си организира целината на настанот. Активни сте во текот на целата година, мора да кажем, не е само овој настан, на што друго е ставен акцентот, на што друго го насочувате вниманието? Нешто на што исто така размислувавме да работиме е проект Воспремање. Сакаме да работиме на полето на менторство на младите луѓе, каде што успешни луѓе ќе може да дадат менторство и да им помагаат на младите, со тоа што е многу интересно затоа што сите од нас ова го работат волонтерски. Значи ова ние сите работиме во различни полиња, секој е успешен на свој начин и секогаш е недостиг времето кое го вложуваме затоа што е нешто што го правиме во нашето слободно време. Токму затоа и сакаме да ги повикаме сите млади луѓе кои се спремни да го дадат својот придонес, кои сакаат да помогнат на оваа заедница, затоа што да, ние вложуваме многу, но добиваме уште повеќе кога гледаме дека тоа што ние го правиме има ефект и има некаков импакт во нашата заедница. А ние толку многу се радуваме кога постојат вакви луѓе кои што вложуваат толку многу труд, љубов и енергија. Ајде за крајот овој разговор уште еднаш да потсетиме 10 декември. 10 декември. МИТ универзитет на плоштад со почеток од 18 часот. Јас мислам дека ви дадовме толку многу причини зошто треба да се види се тоа, да се биде дел од се тоа. Ние тука како медиум сме да информираме за она што го правите. Ви благодарам за одвоеното време утрово и ви закажувам повторна средба. Ви благодарам и на вас и се гледаме на iFail.